Благодарам. Почитувана председателка на комисијата, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер. Драго ми е што денес има можност да се обратам пред комисијата за финансирање и буџет по повод првиот ребаланс на буџет од новата влада, во кој што можеме да дискутираме за тоа како се распределува буџетот, кои се ставките кои што се кратат, каде се зголемуваат ставките, кои се политиките кои што ги предвиде новата власт, односно ВМРО-ДПМНЕ да ги спроведе, кои се политиките кои што не се читаат или не се гледаат во овој ребаланс на буџетот. И на почетокот можам да истакнам дека имаше бомбастични големи најави од страна на владата, на новите министри и председателот на владата, дека буџетот е во лоша кондиција, во клиничка смрт, дека државата не може да функционира на ваков начин и дека се што е оставено од страна на претходната влада е негативно или дека е лошо. И јас ќе почнам од токму од овде, да ја направам паралелата во тоа како во 2017 година претходната власт ја превзеде власта од ВМРО-ДПМНЕ и како денеска ја предава власта на ВМРО-ДПМНЕ, какви беа состојбите тогаш, какви се состојбите денеска. Во 2017 година минималната плата беше 9000 денари, која ја превземавме. Во одредени сектори и 8000 денари. Јас доаѓам од Штип, таму текстилните работнички земаа 8000 денари минимална плата. Денеска минималната плата во државата е 22500 денари. Просечната плата во 2017 година беше 22500 денари, која ја превземавме власта, денеска е 41100 денари. Пензиите во просек се зголемени во овие 7 години владење на СДСМ за некаде 6500 денари, наспроти ова кое што денеска ослушаме дека 5000 денари ќе се покачат и е тоа бомбастична најава, но пиар стратегијата е едно, но реалноста е нешто друго. Можете да зборувате колку сакате дека 5000 денари ќе се зголемат пензиите и добро е да се зголемат, но моделот и принципот како ќе се зголемат е едно, постапките и колку ќе се зголемат ќе гледаме во текот на наредните години. Но факт е дека просечната пензија во овие 7 години е зголемена за нешто над 6500 денари. Лекарите специјалисти имаа зголемување на платите за 50% некаде, лекарите, општите лекари за 35%, медицинските сестри некаде 33% покачени плати во овие 7 години. Во образованието преку 50% се покачија платите, во предшколското образование, воспитувачките 80% покачени плати, а беа во многу лоша состојба во 2016, во 2017. Негователките 90% покачени плати, техничкиот персонал во градинките 100% покачени плати. И сега кога зборуваме за доаѓаме до моментот на инфлацијата, 2022 година државата, односно Европа се соочи со новонастанатата криза со војната во Украина, која што не можеше да биде предвидена во 2017 година секако, но нашата политика на пораст на платите и покачување на минималната плата, а со тоа отворање на спиралата за покачување на сите плати во државата, придонесе да граѓаните можат да го пребродат и тој тежок удар во 2022, кога инфлацијата не во Македонија, во цела Европа се зголеми и направи голем проблем во сите држави, така и во Македонија. И јас го поставам од овде прашањето. А имавте експерти многу во тогашната опозиција кои што велеа не е добро да се покачува минималната плата. Било добро да се задржи на некој пониско ниво. Ние дојдовме 12.000, па 14.500, 16, 18, 22.500 е денеска. И јас го поставам прашањето. Како ќе преживееја граѓаните во Македонија таква криза и таква инфлација ако имаа минимална плата од 9000 денари во 2022 година? Или просечна плата од 22.500 денари? Како ќе преживееја тогаш? Да, тешко беше да се преброди таа криза, беше неочекуван удар, а да не забораваме дека излеговме од друга една криза. Тоа е кризата со ковид пандемијата, која што претходната влада 4 години работеше во две тешки кризи, и ковид пандемијата и
енергетската криза и инфлацијата која што се створи во врска со војната која што е недалеку од нас. И ова само покажува дека претходната влада се борела со проблемите, работела, ги решавала проблемите во едно многу тешко и специфично време и ви остава многу подобар простор за работа во едно помирно време, во помирни води на денешната влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Иако збориме за тоа колку вредела платата тогаш, пошто и таа теза се отвора дека тогашните 9.000 денари или 12.000 денари вределе повеќе од денешните, не знам, 25.000 денари, или тогашната просечна плата вредела повеќе отколку денешната просечна плата, анализите го говорат следното. Во 2016 година потрошувачката кошница во државата била 32.500 денари. Или за неа биле потребни 3,6 минимални плати за да се исполни таа потрошувачка кошница. Во 2024 година потрошувачката кошница во Македонија изнесува 58.000 денари или 2,5 минимални плати за да се обезбеди таа потрошувачка кошница, што значи дека условите се подобруваат и значи дека тоа не е доволно, дека треба да се продолжи со растот на платите, со растот на пензиите, со подобрување на животниот стандард. И ова е нешто за кое што сметам дека треба да се дискутира. Во однос на невработеноста, ја превземавме државата со 23% невработеност. Денеска ја предаваме власта со 12,9% невработеност, што значи дека ја преполовивме од тоа кое што било тогаш до денеска и пак ја повторам во едно многу тешко турбулентно време. Во однос на странските инвестиции, 2006-2016 имало негде над 600 милиони евра странски директни инвестиции, 2017-2024 има некаде над 1,4 милиарди евра странски директни инвестиции за двојно помалку време, речи си, двојно повеќе, 2,5 пати повеќе странски директни инвестиции. И сега ќе отворам програмата на владата која што ја изгласува собрание и ја избра новата влада пред само неколку недели, во која што вели вака: свесни за тешкиот фискален товар, јавниот долг од крајот на 23 година достигнал 62,1% од БДП, а во наредните 5 години ни се оставени огромни плаќања и владата во следниот период ќе преземе мерки за фискална консолидација со цел земјата да се врати на патеката на умерено ниво на задолженост. Ова покажува дека ќе се стремите за намалување на јавниот долг, а со овој ребаланс се покажува токму спротивното, дека јавниот долг ќе биде зголемен уште во првата година од мандатот на ВМРО-ДПМНЕ. Во однос на буџетскиот дефицит, велите во програмата се планира постепено намалување на буџетскиот дефицит на ниво под 3% од БДП, а тој ќе биде поврзан со повисоки капитални инвестиции во инфраструктурни проекти. Владата на СДСМ го намали до 3,6% буџетскиот дефицит. Вие ветувате дека ќе го намалите под 3, а денеска со овој ребаланс на буџет доаѓате и велите дека 4,9 ќе биде буџетскиот дефицит. Инфлацијата велите дека ќе намалите на 2 до 2,5%, доколку не се случат некои надворешни влијанија, а во денешниот ребаланс е 3,5%, што значи дека програмата на владата не соодветствува со ребалансот на буџет кој што го носи оваа влада. Во делот на капиталните инвестиции, од 2006 до 2016 година капиталните инвестиции се движеа некаде од 250 до 300 милиони евра годишно. Јас ќе ги нотирам и ќе ги споменам последните 3 години од владењето на СДСМ. 21 година 385 милиони евра, 22 465 милиони евра и 23 преку 710 милиони евра капитални инвестиции. Добро е тој тренд да продолжи во наредниот период, иако гледам во ребалансот на буџетот дека во дел од проектите се кратат средства, а морам да потенцирам дека има и проекти каде што се додаваат средства во буџетот на транспорт, на Министерството за транспорт, каде што, например, за железници, за изградба на коридорот 8, железничкиот коридор, се додадени финансиски средства, што е добро, но и тоа покажува еден друг тренд и тенденција дека претходната влада, иако во изборна година, ги реализирала буџетските средства за реализација и за изградба на железничкиот коридор и секако го поздравувам додавањето на финансиски средства на проектот за локални патишта, кој што е проект започнат во време на СДСМ. Реализиравме 180 локални патишта во
сите општини, односно 60 општини кои што аплицираа, и добро е тој проект да продолжи, се додаваат и таму средства, тоа значи дека проектот тече добро. Не ги двоевме градоначалниците на оние од ВМРО ДПМН или од СДСМ или од било која друга политичка партија, сите добија финансиски средства по методологија и вклучително оној проект кој што денеска гледам дека председателот на владата е во Битола е со изградба со финансиски средства на булевар во Битола со пари од владата, кои што ги додели во декември владата предводена од СДСМ. Со тој ребаланс на буџетот беа доделени средства за денеска да може да се гради инфраструктура, што го поздравувам, бидејќи секој вложен денар во инфраструктура значи раст, значи развој, значи подобар животен стандард за граѓаните, и убеден сум дека тоа е начинот на кој што ќе може да продолжи да се развива државата. Во однос на она кое што го видов во делот на буџетот на Министерството за транспорт, имаме кратење на средствата за нерентабилниот железнички сообраќај. Од една страна најавувате дека ќе се зголемат бројот на линии на патничкиот сообраќај, кои што треба да се зголеми, од друга страна се намалуваат средствата со кои што се дава поддршка, тие се средства за ПСО, се намалуваат со овој ребаланс на буџет, и сметам дека доколку сакаме да продуцираме и да овозможиме поголем раст и развој на железничкиот сообраќај, треба секако сериозна реформа и во претпријатието Македонски железници, кое што се соочи со сериозен удар во текот на енергетската криза со порастот на цените на струјата, бидејќи знаете дека коридорот 10 е електрифицирана железничката пруга, има големи трошоци во делот на електрична енергија, но се боревме, ги решававме проблемите и секако дека успеавме да излеземе од оваа криза која што беше наметната од надвор, со тоа што секој еден проблем беше разгледуван темелно, детално и беа носени одлуки кои што во тој момент беа најдобри за државата и за граѓаните. Во однос на буџетот, вие го критикувавте како опозиција последниот буџет кој што се донесе овде од владата на СДСМ со 5,5 милиарди евра, дека е преобемен, тежок, гломазен, дека тоа се премногу пари на граѓаните кои што ќе бидат реализирани и потрошени во текот на 24 година, а првиот ребаланс на буџетот на владата на ВМРО ДПМН веќе е 5,8 милиарди евра, или тенденцијата оди кон раст на буџетот и спротивно на она кое што како опозиција овде го критикувавте. Сметам дека во делот на инфраструктурата проектите кои што беа започнати треба да бидат продолжени. Видовме дека експресниот пат Ранковце Крива Паланка после извршениот увид од страна на новиот министер и директорот на патишта е дека тој проект е веќе со 90% прогрес на работите, што значи дека се реализира голем број на финансиски средства во тој пат и тој пат е веќе пред крај, треба да се заврши до крајот на оваа година, што значи дека ќе имаме едно подобро поврзување и со Бугарија и со на патниот правец Скопје-Софија, и секако дека треба да продолжи изградбата на останатите експресни патишта, градско Дреново-Фариш, кој што исто така со една добра координација може да заврши до крајот на оваа година реализацијата и на тој проект. Автопатските делници од коридорите 8 и 10D, апсолутно приоритет број 1 треба да биде продолжувањето, решавањето на имотно-правните прашања и додавање на финансиски средства, а не кратење на финансиски средства во овој дел, бидејќи само така државата ќе ја направиме капацитетна, подготвена да ги прими и туристите кои што доаѓаат, подготвена и да даде поголема безбедност на граѓаните наши кои што патуваат, да го развиеме Охрид и Струга. Тоа е единствениот начин со изградбата на овој коридор 8 на автопатот практично Скопје-Охрид или Скопје-Струга, да го развиеме Маврово во западниот дел на државата секако, и сметам дека тоа е начинот. Донесовме еден нов модел, претходно се работеше со еден стар модел кој што веќе се избегнува од сите земји во регионот, и проектирање и градба во фази е нешто кое што ќе придонесе за побрза градба, и тој проект треба секако да се продолжи со силна реализација, со што ќе се кренат и дополнително капиталните инвестиции, и убеден сум дека
тоа е шансата и начинот на кој што треба да продолжи да се гради државата. Во однос на капиталните инвестиции веќе напоменав и можам да споменам дека во делот на трошењето на парите, бидејќи многу честа тема е на дискусија и во јавноста, Европската комисија во вашиот ребаланс на буџет кој што е донесен овде во текстуалниот дел наведувате дека извештајот на Европската комисија за 2021 година Северна Македонија доби позитивна забелешка во однос на напорите на владата за дополнително зголемување на фискалната транспарентност и на институциите, на владините институции од централната влада и на општините. Тоа порано го немаше. Ова покажува дека транспарентноста се зголемила во еден голем дел од 2016 до денеска каде се трошат буџетските средства и буџетските пари. Така што во делот на буџетот на Министерството за транспорт сакам уште еднаш да напоменам дека кратењето на инфраструктурните проекти е големо, некаде над 10 милиарди денари, од 15 милиарди и 100 на 4 милиарди и 100 се кратат средствата и убеден сум дека доколку владата направи еден добар план организација во и меѓуресорска координација на институциите кои што ги менаџираат сите овие големи капитални инфраструктурни проекти, може да биде потребно и дополнување на средства на оваа ставка. Така што нема да должам повеќе. Сметам дека владата, односно ВМРО-ДПМН, како нова владеачка партија, треба да излезе од комодитетот на опозиционо делување и да се насочи кон она кое што од денеска или од пред некој ден е влада во државата и да ги превземе обврските, да ги решава проблемите и многу помалку да се зборува за она кое што било или не било направено, а повеќе се зборува за реализацијата на проектите кои што треба и да се довршат, но и на новите проекти кои што треба да бидат отпочнати. Благодарам.